Почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани. Денес пред нас не е само избор на нов државен јавен обвинител. Пред нас е прашањето дали сме спремни да прифатиме дека ова можеби е последната шанса за обвинителскиот систем да излезе од кризата во која се наоѓа последните 20 години. Затоа оваа расправа не треба да се сведе на биографија, процедура и број на гласови. Ова е расправа за довербата на обвинителството како една од главните институции за владењето на правото во оваа држава. Ова е шанса да се смени впечатокот дека правдата е селективна, бавна и идеолошки обоена. Господинот Ненад Савески е предложен за нов државен јавен обвинител. Тој доаѓа на оваа позиција во момент кога јавноста има сериозни забелешки за работата на обвинителството, а институцијата носи црни дамки од минатото. Очекувањето да смени се, сега и веднаш, ќе биде голем товар на неговите плеки. Да кажеме отворено, јавното обвинителство во изминатите години не е оправда улогата која што требаше да ја има во една демократско општество. Наместо да биде символ на доверба и правичност, често беше извор на сомнешни злоупотреби. Наместо да биде гарант на еднаквоста пред законот, често беше многу пристрасно. Тоа не е случајна состојба. Тоа не е последица само на индивидуални слабости. Тоа е резултат на години погрешни политики, лоши кадровски решенија, политички влијанија, неказнивост и погрешно сваќање за улогата на обвинителството. И тука одговорноста мора да се каже со име и презиме. Неколку влијателни групи во СДСМ и ДУИ кои често го злоупотребува обвинителството за стопански политички рекет, ја носат најголемата одговорност за девалвираната репутација на јавното обвинителство. Токму во времето на нивното владење, наместо да се зајакне интегритетот на јавното обвинителство, ова институција беше претворена во ТВ приемник, чии што далечински управувачи го управуваат 4-5 моќници од владата. Обвинителството од орган кој требаше да наоѓа аргументиран и разумен сомнеж против сторителите на тежок криминал, често беше институција во која јавноста гледаше со сомнеж дека често се замижува пред криминалот. Наместо борба со високата корупција, често имаше нарачани обвиненија, политички хајки и обвинителски уцени за менување на устав. Професионалните обвинители често беа маргинализирани, а подобните беа кронисувани. Ова се тешки оценки, знам, но тие не настанаа преку ноќ. Тие се резултат на години во кои граѓаните гледа како едни предмети се отвараат со огромна медиумска помпа, а потоа се губат, разводнуваат или паѓаат. Политичките нарачки доведоа до тоа да во обвинителството залудно се трошеа и човечките и буџетските ресурси. Посебна, во наводници заслуга за ваквата патосирана репутација на обвинителството имаше и проектот наречен СЈО. СЈО беше представено како историски коректив што ќе го среди системот, како символ на нова правда. Но наместо принципиелност и правда, СЈО се претвори во едно срамно разочарување во македонскиот правосуден систем. Затоа денес СЈО не смее да се заборави, се со цел за такво рекетарско обвинителство никогаш повеќе да не се повтори. СЈО е пример како една хибридна институција создадена со силна политичка подршка и големи јавни очекувања може да заврши како символ на изневерена надеж. И затоа критиката на кон СЈО и неговата злоупотреба мора да биде јасно препознаена и од новиот државен обвинител. Бидејќи државниот обвинител и неговиот тим од нивните наискусни колеги ќе треба да учат како се работи, а СЈО е пример за тоа како не треба да се работи. Станува збор за промашен проект кој требаше да донесе правда, а остави длабоки последици на срам за професијата и злоупотреба на функциите. Трите граци од СЈО, трагично на вистиното, се извалкаа повеќе од трите прасиња. Но најтесно од се е што го извалка образот на обвинителската професија која треба да ја краси стручност, интегритет и пожртвуваност. Тие последици се видливи и денес во довербата кај јавност, во сомнежот кон мотивите на обвинителските постапки, во чувството дека правдата може да биде инструментализирана. Токму затоа, господине Ненад Савески, ако денес ја добиете довербата на ова собрание, вашата обврска нема да биде само да ја преземете функцијата. Вашата обврска ќе биде многу поголема. Ќе имате обврска да го вратите интегритетот на институцијата. Ќе имате обврска да покажете дека обвинителството не е ничија марионета. Ќе имате обврска да докажете дека предметите не се отвараат по селективно нарачана агенда, туку по закон, силни индиции и докази. Ќе имате обврска да покажете дека притворот нема да биде средство за политичка казна, туку исклучиво законска рамка. Ќе имате обврска да воспоставите стандард во кој обвинителот ќе стане синоним
за законитост и заштита на јавното добро. И уште нешто, ќе имате обврска институционално да расчистите со последиците од СЈО. Ова е многу значајно за да се исцрта јасна линија помеѓу правото и злоупотребата на правото, па макар таа злоупотреба да била направена и од обвинител. Тоа значи конечно да се затвори едно лошо поглавје, не со молк, туку со институционална ефикасност. Македонија нема потреба од нова митологија во обвинителството. Нема потреба од нови привремени херои кои подосна ќе се покажат како големи разочарувања. Има потреба од озбилна, професионална и етички стабилна институција. Има потреба од обвинителство што нема да биде дел од дневната политика. Има потреба од обвинителство што ќе работи дискретно, прецизно, законито и без селективност. Очекувањата на граѓаните денес се многу јасни. Граѓаните не бараат спектакли, бараат правда. Не бараат ТВ новели, бараат резултати. Не бараат рекламен театар, бараат сигурност дека ако некој стори кривично дело ќе одговара, без разлика дали се работи за судија, обвинител, политичар, стопанственик или обичен граѓанин. И тука мора да кажеме нешто суштинско. Во центарот на оваа тема и нашиот интерес не е кариерата на обвинителот. Во центарот се граѓаните, бидејќи јавното обвинителство мора да биде орган на целата општествена заедница, кој е надлежен и должен во името на граѓаните да покренува кривични постапки, да го штити јавното добро. Затоа луѓето ќе бидат мерката по која ќе се оценува секој иден јавен обвинител. Не по бројот на изјави, не по тоа кому ќе му се допадне, туку по тоа дали ќе придонесе граѓаните повторно да веруваат дека правдата не е селективна алатка, туку праведен државен механизам. Затоа оваа расправа треба да испрати јасна порака, дека времето на политички покровителства во правосудството мора да заврши, дека времето на селективна правда мора да заврши, дека времето во кое СДСМ и ДУИ создадоа клима на притисок и институционална недоверба мора да остане зад нас, дека времето на експерименти како СЈО, кои оставија црна дамка врз системот, не смее да се повтори. Затоа, господине Савески, ако ја добиете довербата, ќе ја добиете со јасно очекување, а не со бланко подршка. Ќе се очекува да влезете и во случаи што се чувствителни и непријатни, ако таму водат доказите. Ќе се очекува да не дозволите обвинителството повторно да стане сцена за стопанско-политички пресметки. Ова е голема одговорност, но тоа е и должност кон државата. Затоа што без независно и одговорно обвинителство нема правна држава. Без правна држава нема доверба во институциите, а без доверба во институциите најмногу губат луѓето. Ние денес мора да покажеме дека го разбираме токму тоа, дека институциите не постојат заради самите себе, постојат заради граѓаните, за нивната сигурност, за нивната еднаквост, за нивното достоинство. И затоа, денес, изборот на нов државен јавен обвинител треба да биде почеток на обнова, а не продолжување на старите практики. Ви благодарам. И јас ви благодарам. Следен за